минути за урбани вести и добре дојдовте. Добиточниот пазар во Трубарево повторно отворен, но сега под надлежност на општина Газибава. Повеќе на оваа тема ќе ви прикажеме во ова издание на вестите. Останете со нас, следува генералната најава. Ке се пренамени начинот на загревање во училиштата Тихомир Милошевски и Димитар Попгеоргиев Беровски во Ѓорче Петров. Загадениот воздух ги погоди најмалите и најстарите. Добиточниот пазар од сега под надлежност на општина Газибава. Отпадот главен еколошки проблем во градовите. Нов сообраќаен режим во Карпош. Бугарија најпривлечна дестинација за дочекот на Нова година. Старомодниот начин на затоплување на училиштата во Ѓорче Петров, а воедно и многу штетен за животната средина, од другата година ќе замине во историјата. Имено денеска градоначалникот на општина Газибава заедно со заменик министерот за животна средина најавија промена во начинот на затоплување со примена на еколошки извор на затоплување. И во 21. век во општина Ѓорче Петров се уште има училишта кои се греат на нафта, дрва или ќумур. Токму во период кога јавноста од власта бара превземање на конкретни мерки за загадениот воздух, кој е 10 пати над дозволеното, општина Ѓорче Петров во соработка со Министерството за животна средина започна акција за промена на начинот на загревање во училиштата. Овој голем проект кој во следниот период ќе ги опфати сите основни училишта во општината, денеска започна во основното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски, каде што во посета на учениците беа градоначалникот Александар Наумовски и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој истакна дека според очекувањата во текот на 2019 година училиштето Беровски ќе започне со употреба на еколошко затоплување. Во рамки на планот за чист воздух, кој е стратешки приоритет на владата, рековме ќе започнеме со промена на начинот на загревање или затоплување на оние најранливи категории, тоа се најмладите. Димитар Попгеоргиев Веровски е основно училиште овде во Ѓорче Петров, кој што за жал користи нафта како извор на затоплување. Годишно она што се троши е сериозна инвестиција и како пари, но пред се како опасност е што најмногу страдат и децата и околината, и затоа ова училиште ќе биде прв приоритет во општина Ѓорче Петров и заедно со помош на во рамки на планот за чист воздух, заедно во партнерски однос со деловната заедница ќе интервенираме и ќе го замениме ќе замениме нафтата како извор на затоплување со еколошки извор на затоплување. Денеска го најавуваме ова дека ќе биде прво училиште во општина Ѓорче Петров на кое што ќе се посветиме. Постои уште едно во Ново село каде што треба да се направи анализата, но тие ќе бидат двете кои што ќе бидат опфатени за 2019 година. Како и ова училиште, и училиштето Тихомир Милошевски во Ново село, веќе 58 години се грее најпрво на ќумур, а во последниот период на дрва. За потребите на учениците, годишно, како што истакна градоначалникот Наумовски, се трошат околу 160 метри кубни дрва. Откако ќе се направат првите анализи и проценки, ќе се донесе одлука дали училниците во Тихомир Милошевски ќе се затоплуваат на пелети или со топловодни пумпи. Видете, ние сме во фаза на обезбедување на средства. Веќе разговараме со заменикот министер да видиме во кој опфат, зашто не е само од Ѓорче Петров. Во Тихомир Милошевски планираме да ја смениме стариот котел кој што е замислен од 1960 година и троши Тихомир Милошевски 160 метри кубни дрва, да видиме за почеток на пелети или топлотни пумпи, во зависност од тоа што ќе да каже кост-бенефит анализата во делот на ефикасност и заштедување на средства за училиштето и за општината. Наумовски исто така потенцира дека општина Ѓорче Петров е една од еколошки најчистите општини во Скопје, а за тоа придонесува местоположбата на општината, ангажманот на комуналните работници, но и културата на граѓаните. Се спроведени многу акции од типот на чистење на отпад, ние со нашите сервиси колку што можеме како општина, бидејќи ние сме како дел од градот Скопје во 10 општини, комунална хигиена го покрива овој дел, меѓутоа имаме добра соработка сега за сега, со што не е на завидно ниво. И исто време сакаме да апелираме до
граѓаните да бидат малку посовесни, бидејќи во делот на новите проекти кои што се прават и во Ѓорче Петров и за градот Скопје, во делот на претоварни станици за отпад, во делот на самосвест од децата на младите и кај нас возрастните за депонирање на ѓубрето. Тоа е еден систем кој што во наредниот период мора првен да го поставиме, да го фондираме, за да можеме во наредниот период да влечеме конкретни мерки, како што е конкретно ова, првен да ги заштитиме најмладите и потоа одиме до повозрастните и здравие колку пари ќе обезбедиме повеќе, да искористиме пристапните фондови Европска Унија, за да се спремиме за проекти, каде што веќе се екипираме како општина. Воведовме и двосменско работење на инспекцијските надзори, така да апелираме да не дојдеме до казнување, меѓутоа за поголема самосвест кај граѓаните. Во состав на акцијата за почиста општина, учениците од основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски беа дел и од акцијата на комунална хигиена за едукација на најмладите за важноста од рециклирањето на хартијата и отпадот. Денеска беа презентирани нивните креативни изработки. Загадениот воздух ги погоди и најмладите и најстарите. Клиниките полни, а пациентите болни. И лекарите се вклучија во иницијативата што поскоро да се реши проблемот со загадувањето. Нивото на загаденоста на воздухот во Скопје се уште е над максималното дозволено. Неколкократното зголемување на PM10 штетните честички допрва ќе се одрази врз здравието на луѓето. Лекарите велат дека амбиенталниот воздух е многу значаен за здравието на луѓето и развојот на болестите. Поради високото загадување на воздухот во Скопје, најмногу страдаат децата и постарите граѓани. Поради оваа состојба во градот, клиниките се полни со пациенти, особено клиниките за детски болести и белодробни заболувања. Во болницата на Козле се примаат дури и по 100 пациенти дневно со респираторни проблеми, а најмалиот хоспитализиран пациент е бебе старо 1 месец. И од Универзитетската клиника за детски болести информираат дека таму бројот на најмалите пациенти не отстапува од вообичаениот за овој период од годината. Од таму велат дека неопходно е да се изработи студија на ниво на Македонија, која ќе даде појасна слика за тоа како загадувањето влијае врз здравието, особено на децата. Откако неодамна Скопски пазар донесе одлука да ја затвори подружницата Сточен пазар, неговото понатамошно работење од вчера го презеде јавното комунално предпријатие Газибаба. Сточарите и понатаму секој вторник ќе имаат можност добитокот да го продаваат на добро познатата локација во населеното место Трубарево. Пред само една недела пишувавме за затварањето на добиточниот пазар во Трубарево и проблемите кои тоа им ги создаде на сточарите трговци со добиток. Имено откако Скопски пазар, под чија надлежност беше пазарот за добиток, поради како што информираа неповолно економски и финансиски показатели во работењето, ја укина подружницата Добиточен пазар. Сточарите излегоа на улица каде го продаваа добитокот. Ова најде на бурни реакции од локалното население во Трубарево, каде што добитокот можеше да се забележи на регионалниот пат Р103, но и од самите трговци, кои се пожалија од ваквата одлука на Скопски пазар и побараа помош од надлежните институции во решавањето на овој проблем. Еве што изјавија тие за Прва Скопска пред една недела. Во името на сите трговци, значи, апелирам до надлежните, до инспекторатот, до главниот инспекторат, да може пазарот од другиот пазар да може веќе да почне да работи. Ова е катастрофа со сточарите. Значи ние сме веќе при крај дојдени со стоката. Чувам 30 грла јадат, а пазар нема продавање. Значи тие сакаат да јадат. Тие да ги пласираш негде. Возиме низ Македонија, тачно, идам Тетово, Куманово, Битола, придев сите пазари ги фаќаме. Меѓутоа, Скопје како главен град, пазар да е затворен, тоа е срамота. Во пресрет на барањата и потребите на продавачите на добиток излезе општина Газибаба. Имено со одлука донесена на редовна седница на Советот на општината, добиточниот пазар од вчера е во надлежност на јавното комунално предпријатие Газибаба, како што истакна градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Со преземањето на пазарот, јавното комунално предпријатие Газибаба ќе работи на овозможување на подобри услови како за добитокот, така и за продавачите. За да им излеземе ние во пресед на сточарите и за сите тие кои што се бават со оваа дејност,
преку јавното комунално предпријатие Газива 2007 година го преземавме во целост стопанисувањето и вршењето на оваа дејност. Тоа значи дека покрај одржувањето на хигиената, водоснабдителните системи, улиците и патиштата, дополнителна дејност на јавното комунално предпријатие Газива 2007 година ќе биде во наредниот период и стопанисувањето со сточниот пазар, кој што ќе биде на истата локација, со тоа што дополнително ќе треба да преземеме мерки околу самата површина за чистење после пазарниот ден во вторник, дополнителните денови кога има потреба на сточарите да имплементираме нови тезги, нови површини, како и нови можности на самиот ден кога се врши сточниот пазар, затоа што не смееме да забораваме дека се наоѓа на регионален пат кој што и до Трубарево до Катланово. Безбедноста на сообраќајот исто така мора да се реши да биде соодветно третиран тој делот на пешаците и секако, бидејќи 90% се луѓето кои што секој вторник би рекол се тие кои што се бават со оваа дејност да им излезне во пресед да имаат нормални, достоинствени услови за вршење на својата дејност. Добиточниот пазар работи еден ден во неделата, секој вторник. Еден од главните еколошки проблеми во голем број европски метрополи па и кај нас е отпадот. Скопски плански регион со Министерството за животна средина и просторно планирање и Go Green спроведува проект за справување со овој деценијски проблем. Како што беше истакнато на завршниот настан од проектот, постигнати се големи резултати во едукацијата за справувањето со отпадот. Отпадот е еден од главните еколошки проблеми во голем број европски градови, а исто и во Македонија. Скопскиот плански регион заедно со Go Green и Министерството за животна средина и просторно планирање во изминатиот период работеа на проектот во споставување на систем за управување со отпадот. На завршниот настан денеска беше истакнато дека реализацијата на овој проект даде големи резултати во развивањето на јавната свест за негативните последици и влијанието врз животната средина поради неправилното селектирање на отпадот. Како што информираше председателот на Советот за развој на Скопски плански регион Борис Георгиевски, проектот се имплементираше во училиштата на 3 општини: Арачиново, Студеничани и Зелениково. Проектот од учениците бил прифатен со воодушевување, а резултатите ќе придонесат за намалување на количеството отпад кој секојдневно се создава, намалување на количеството отпад кој завршува на депонии и представува животна опасност за животната средина и човековото здравје, како и искористување на материјалите и енергетската вредност на отпадот. Отпадот представува голем проблем за многу локални самоуправи. Иако регулирана со закон, Законот за отпад од пакување, Законот за батерии и отпадни батерии и Законот за електронски отпад. Локалните самоуправи се уште немаат капацитет за да овозможат на граѓаните селектирање на својот отпад на различни фракции. Законот за електронски отпад подразбира информирање на граѓаните и компаниите како да се справат со отпадот, во споставувањето на подобри стандарди за заштита на животната средина и рециклирањето, забрана за токсичните супстанции, соодветно справување со нив, и правилното означување на опремата за да може да се сортира одделно од комуналниот отпад. Со правилна стратегија, имплементација како и со постојана обука и подигнувањето на свеста на граѓаните за значењето на рециклирањето и управувањето со отпад, може да допринесеме во создавање на нови работни места, во индустријата за рециклирање и производство, и исто така рециклираните материјали можат повторно да се искористат за правење на нови производи. Георгиевски додаде дека, земајќи го во предвид тоа што количеството на отпадот постојано се зголемува, неопходноста од едукација на населението, особено од најмала возраст, за негово рециклирање и воспоставување системи за управување со отпад е од витална важност за заштитата на животната средина, намалување на загадувањето, како и заштитата на здравјето на луѓето. Ана Мазиева Карамфиловска од Министерството за животна средина и просторно планирање истакна дека ваквите проекти се многу значајни, бидејќи првиот чекор на било каква промена почнува со едукацијата. Затоа е многу значајно тоа што овој проект најпрво бил фокусиран на едукацијата, не само кај возрастните, туку и кај децата.
Општина Карпош воведува нов сообраќаен режим на улиците околу Сити Мол со цел да се намалат гужвите во сообраќајот. Исто така во Карпош 4 ќе се воведе и зона 30, односно максималната дозволена брзина за движење на возилата ќе биде 30 км на час. Поради секојдневните гужви во сообраќајот околу Сити Мол, општина Карпош ќе воведе нов сообраќаен режим. На улиците Волгоградска и Разловечково стание со цел да се намалат гужвите ќе се смени правецот на движење на возилата. Овие две улици се еднонасочни, но сега на Волгоградска нема да биде дозволен правец на движење од Сити Мол кон Карпош 4, туку обратно. Правецот на движење во обратна насока ќе се смени и на улицата Разловечково стание, информираат од општина Карпош. Како што велат оттаму, голем број од посетителите во трговскиот центар ги паркираат возилата пред зградите, а граѓаните се жалат дека немаат каде да ги паркираат нивните возила. Во Карпош 4 ќе биде воведена и зона 30, односно максималната дозволена брзина за движење на возилата ќе биде 30 км на час. На 60 локации низ населбата ќе бидат одбележани и пешачки премини. 4 години во јавното комунално предпријатие Илинден работи служба која нуди оџачарски услуги. Општина Илинден ги информира жителите дека може да се пријават и да ги искористат услугите што ги нуди предпријатието, бидејќи неисчистените оџаци не само што го загадуваат воздухот, туку се и потенцијална опасност за настанување пожари. Во рамки на активностите на општина Илинден за обезбедување поквалитетни услуги за жителите, веќе 4 години во јавното комунално предпријатие Илинден работи служба која што нуди оџачарски услуги. Оџачарските услуги кои се од големо значење за жителите на општина Илинден, кои што се греат на дрва, јаглен или масло за домаќинства, ги извршуваат стручно обучени и лиценцирани лица за оваа дејност, информираат од Илинден. Со оглед на тоа што неисчистените оџаци не само што го загадуваат воздухот, туку се и потенцијална опасност за настанување на пожари. Според експертите, кухните оџаци треба да се чистат 2 пати во текот на зимскиот период и еднаш штом ќе заврши грејењето, за оџакот да биде подготвен за наредната грејна сезона. Собствениците на домови и стопански субјекти кои што сакаат да ги искористат оџачарските услуги што ги нуди општина Илинден, треба директно да се јават на телефонскиот број 2572-671 на ЈКП Илинден или на емайл адреса jkpilinden@yahoo.com и да закажат термин. Соседна Бугарија и понатаму останува најпосакуваната дестинација за дочек на новогодишните празници. Од туристичките агенции велат дека освен за Бугарија, македонските граѓани се интересираат и за познатите европски метрополи, а тие нудат голем број на понуди привлечни за сечи џеп. Ако размислувате каде да ја почнете новата 2019 година, туристичките агенции нудат голем број понуди како во европските метрополи, така и во соседните држави. Од туристичката агенција Савана за Прва Скопска вела дека и оваа, како и претходните години, македонските граѓани најмногу ги бараат познатите европски метрополи, како Виена, Верона, Венеција, Будимпешта и Прага. Во Виена празничната атмосфера и воопшто зимската сезона е волшебна, без оглед дали патувате со друштво, со двојка или со семејството. Виена важи за еден од најубавите европски градови, а особено дочекот на новата година. А кога зборуваме за Виена и Нова година, првата асоциација е прочуениот новогодишен концерт на Виенската филхармонија, кој се случува секоја година на 1 јануари. Но Виена, како и другите метрополи, нудат голем број на новогодишни случувања. Од Савана вела дека и оваа година не изостануваат и побарувањата за поблиските дестинации во соседните држави. Има граѓани заинтересирани за Белград и Копаоник, но исто така многу барани се и зимските рекреативни центри во Бугарија, како Банско и Боровец. Сепак, кај македонските граѓани најпривлечна дестинација е Бугарија. И понатаму останува практиката зимскиот одмор да се поврзе со новогодишните празници, па така граѓаните остануваат и неколку денови во зимските рекреативни центри. Во однос на домашните дестинации, интересот е неспоредливо помал отколку за патување надвор од земјата, а ова може би се должи на ценовната политика на домашните сместувачки
туристички капацитети кои не ја мотивираат домашната публика да остане во земјата и да ја дочекаат новогодишната ноќ во некоја од хотелските понуди на туристичките дестинации, како Охрид, Маврово, Крушево, Пелистер, Битола. Од денеска за православните христијански верници почнува 6-неделниот Божикен пост. Постот ќе трае 40 дена, а во однос на строгоста за употреба на храна, Божикниот пост е поблаг, бидејќи дозволува користење на вино, зејтин и риба. За време на Божикниот пост постни се и сите славски трпези. За православните христијански верници кои се водат според јулијанскиот календар, денеска почнува 6-неделниот Божикен пост. Постот ќе трае 40 дена, односно до Божик 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос. Бидејќи датумот на Божик не се менува, постот секоја година почнува на 28 ноември, а завршува на Бадник 6 јануари. Христијанскиот пост е воведен по примерот на Исус Христос, кој 40 дена поминал во пустина во пост и молитва. Постот представува духовна и телесна подготовка на човекот за влез во тајната на предстојниот празник. Божикниот пост е втор по должина на траењето, веднаш по великденскиот. Во однос на строгоста за употреба на храна, Божикниот пост е поблаг, бидејќи дозволува користење на вино, зејтин и риба. Во православната црква практиката е во текот на Божикниот пост верниците да се исповедаат и по можност да се причестат за да бидат што подостојни во подготовката за празнување на Христовото раѓање Божик. Целта на постот е да се исчистат духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од мрсна храна, туку и од лоши мисли, зборови и дела. За време на Божикниот пост постни се и сите славски трпези. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без струја ќе останат општините Ѓорче Петров и Студеничани. Прекините ќе бидат поради технички зафати во електромрежата. Поради технички зафати во дистрибутивната електромрежа без електрична енергија, утре ќе бидат делови од општините Ѓорче Петров и Студеничани. Во периодот од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од улиците 4, 6 и 7 во село Батинци, општина Студеничани, а од 9 до 13 часот корисниците од зградите 33 и 35 на улица Ѓорче Петров, делови од улиците Смолјане, Сагурати, Јосиф Ковачев, Штросмајерова, Даутица и зградите со броевите 13, 15, 18, 27 и 40 на улица Социјалистичка Зора, општина Ѓорче Петров. Без струја во периодот од 9 до 15 часот, корисниците од подулица 102 и околните подулици во село Волково во општина Ѓорче Петров. Денеска во Македонија имавме облачно, студено и ветровито време со повремени врнежи кои на планините и повисоките места беа со слаб снег, а во Скопје имавме облачно време со врнежи од дожд. В четврток метеоролозите најавуваат дека ќе имаме студено време наместа со слаб снег, а в петок се очекува намалување на облачноста. Денеска температурата достигна до 6 степен, а за утре метеоролозите најавуваат дека ќе достигне до 4 степен. В петок температурата ќе се движи од -5 до 3, в сабота од -4 до 5 и в недела од -2 до 5 степени. И пред крајот имаме уште една информација. Општина Газибаба е првата општина која доби ажуриран катастар на загадувачи на нејзина територија. Експерти од Друштвото за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги Технолаб направија детална анализа по барање на општината кои се причините и најголемите загадувачи во Газибаба. Врз основа на податоците од алатката, општината на терен ќе се справува со потенцијалните загадувачи како на воздухот, така и на животната средина воопшто. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.